Ние новинарите никако сакаме да кажеме дека конечно дојде денот Д. Денеска во Советот за општи работи на Европа те се одржи состанок на кој се очекуваат клучни одлуки за пристапниот процес на Македонија и Албанија. На оваа тема ќе разговарам со пратеничката од редовите на ДУИ Рина Ајдари. Добро утро, Ајдари. Добро утро, благодарам на поканата. Така, во денеска попладне ќе се одржи состанокот. По сите оние изјави од бугарскиот државен врв, очигледно е, очекувано е Македонија да добие второ вето за пристапниот процес, односно за одржување на првата меѓувладина конференција, на која Македонија очекуваше да добие датум за почеток на преговорите. Надежите никако паднаа во вода по сите оние изјави на бугарскиот државен врв. Како понатаму? Да, јас морам да кажам дека нашиот политички врв навистина направи сериозни напори и со средбата со бугарските власти и со обидите за да се најде едно решение и да се излегува од една статус-кво ситуација со Република Бугарија која не е во интерес на граѓаните. Значи, граѓаните не заслужуваат една комплексна состојба, една тешка ваква состојба. Тие заслужуваат да има унапредување на процесот со нашиот сосед и унапредување на процесите, евроинтеграцијските процеси на нашата земја. Значи, владината делегација пристапи со нови идеи, нови предлози, кои навистина се надеваме во текот на денот и во текот на следниот период дека ќе ги прифати бугарската страна. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека во Бугарија има една техничка влада во моментот кога нема политичка тежина и нема политичка готовност за да превзема одговорност на од овие размери, значи да донесе политичка одлука. И јас се надевам искрено дека во текот на следниот период со помош на нашите партнери, нашите сојузници од Брисел и Вашингтон ќе можеме да, значи сите заедно да придонесеме да се откочи целиот овој процес. Главниот аргумент на бугарската страна е дека Македонија не ги исполнила условите на договорот за добрососедство. Од друга страна, пак македонската страна го тврди спротивното. Каде е тука вистината? Колку се во право бугарите? Не, јас мислам дека нивните декларации сепак не се точни. Сакам да потенцирам дека нашата владина делегација, нашата влада пристапува наискрено и со голема верба дека ќе се наоѓа решение и ќе имаме еден договор со кој ќе одиме напред со процесите. Морам исто така да кажам дека навистина Бугарија во моментот во меѓународната заедница нема солидаризација, нема поддршка ниту од Брисел, ниту од Париз, ниту од Берлин, ниту од било кој друг главен град на државите членки на Европската Унија. И затоа се очекува, значи, во јули во Бугарија да има нови избори, при крајот на август да има нова влада и искрено се надевам дека меѓународната заедница малку поактивно ќе се вклучува во овој процес, исто така како што се вклучи во решавањето со спорот што го имавме со Грција и се надеваме дека при крајот на декември, значи, ќе имаме откочување на целиот евроинтеграцијски процес. Ајдари, како представник на владеачка партија, нели, дали сте информирани за што всушност преговара Македонија со Бугарија? Односно, опозицијата во последно време обвинува дека премиерот Зоран Заев отишол со непристојна понуда, како да ја наречам така, нели, со новинарски жаргон, дека дал понуда дека македонците и бугарите зборуваат на исти јазик, но два посебно признаени од меѓународната јавност. Дали за тоа се преговара или она што го тврди власта, нели, дека станува збор за преговори со оној патога со што го предложи Португалија?
Да, според моите сознанија, значи во новите идеи, новите предлози од нашата влада, значи нема, значи новите предлози не се за измена и дополнување на добрососедскиот договор, туку се само за изнаоѓање на начин како да се имплементира добрососедскиот договор и како да се адресираат прашањата или загриженостите на бугарската страна кон Република Северна Македонија. Новите предлози, значи дека не се преговара ниту за македонски јазик, ниту за според моите идентитет и сознанија, така. да, апсурдно е веќе да се според моите сознанија, само да завршам со ова, според моите сознанија, значи новите предлози се во контекст на португалскиот предлог. И дека според изјавите на владината делегација, португалскиот предлог е навистина една добра база, основа за понатамошни преговори. Апсурдно е да се размислува во еден ваков период во 21. век дека Република Северна Македонија има некакви претензии кон Бугарија, територијални претензии, историски, културни или дека има претензии кон македонското малцинство во Бугарија, бидејќи веќе тоа е апсолвирано со добрососедскиот договор. Значи, ако сакаме да решаваме еден спор од 21. век, не можеме да пристапиме со еден менталитет на размислување од 18. и 19. век и дека е неприфатливо да му се спори на еден човек или на една заедница или на еден етникум, значи идентитетот, ова е неприфатливо. И јас можам да кажам дека не се преговара за македонскиот идентитет, за македонскиот национален идентитет и за македонскиот јазик, бидејќи сето ова не е во духот на европската солидарност и интеграција. Ние сите заедно треба да се фокусираме во иднината, да градиме една заедничка иднина и да не остануваме во минатото. Кога велам ние заеднички и во нашата држава, и во регионот, и сите заедно, значи во Европската унија. Накратко, што очекувате од денешниот Совет за општи работи на Европа? Може ли да не очекува никакво изненадување по сите оние изјави? Не верувам, бидејќи кажав и претходно, не верувам дека ќе има некои изненадување, бидејќи се работи за техничка влада. Треба да има еден стабилитет, значи политички во Бугарија ќе го стави своето вето и така. Ние се надеваме, меѓутоа Надежта последно умира, така. Мора да се надеваме. Да. Така. Сакам да придам на уште едно прашање, овој пат поврзано со преспанскиот договор. Американскиот председател Џо Бајден неодамна стокме една црна листа на сите оние кои ќе го негираат Охридскиот договор и преспанскиот договор. Краток коментар. Ми се чини дека тоа ќе не очекува и со доколку се реализира и со договорот за Бугарија. Како ги гледате овие црни листи на Америка? Дали како заинтересираност и повторно враќање на Западен Балкан од страна на Америка или? Да. Првенствено јас сметам дека Европската унија треба да биде малку поприсутна и во нашата држава и во целиот регион на Западен Балкан, бидејќи не го заслужуваме оваа дистанција на Брисел. Сите овие години, значи, високи функционери од Брисел дојдоа тука со ветувања. Јас мислам дека е време веќе тие да ги исполнат своите ветувања. Особено со нашата, значи, во однос на нашата држава, бидејќи ние правевме голем компромис со тоа што променивме име за влез во НАТО алијансата. Исто така, јас мислам дека во овој последен период, особено со доаѓањето на председателот Бајден на власт, ние влеговме и како држава и како регион во агендата на надворешната политика на Соединетите Американски држави. Тие се, значи, покажуваат сигнали дека се заинтересирани
za stabilizacija na ovoj region, da nema tenziji v ovoj region. I to isto tako, jaz mislim, da gledate i crnite listi v toj kontekst. Da, ti je barat nula korupcija, da, i nula tolerancija za korupcija, da. zloupotreba na javните fondови. I što je najvažno, znači site sosedi treba da gi počituvat, dogovorite za добрососедство во регионот. Така, црната листа не е само наменета за македонски граѓани, туку и за грчки и така натаму. Целиот регион, да, бидејќи тие бараат стабилизација и да нема тензии во овој регион. Сакам да прашам помалку и така да го искористам вашето присуство нели за партиски прашања и одговори. На пракни се локалните избори, до каде се подготовките во Демократската унија за интеграција на оваа тема? Да, Демократската унија за интеграција веќе подолг период се подготвува за локалните избори. Последните 8 месеци сме направиле истражување на јавното мислење во државно и во локално ниво. И знаеме точно што барат, значи, граѓаните и што можеме ние да им понудиме како партија. Особено во последните 2 месеци се спроведени 5 истражувања на јавното мислење и само можам да кажам дека ние ќе имаме кандидати за градоначалници кои навистина ќе работат на интерес на граѓаните, а не на партијата. Дали ќе биде тоа нови стари кадри или ќе биде мешана? Јас мислам дека мешано ќе биде. Така. И за крај не изненадивте со зелената агенда. До каде е спроведувањето? Еве вака ќе почнам од почеток. Значи, ДУИ се формира како партија на 5 јуни 2002 година и од тогаш сме имале, значи, 3 компоненти на нашата агенда кои требаше да се спроведуваат низ сите овие години, а тоа беше или е слобода, еднаквост и интеграција. Нормативниот дел од рамковниот договор веќе е усвоен во собрание, значи тој се имплементира и се очекува од сите граѓани да го почитуваат. Еднаквоста, значи институционалната застапеност е на адекватно ниво, иако има работи кои треба да се подобруваат. Значи, албанскиот јазик е официјален јазик, имаме универзитети, државни универзитети, 2 на албански јазик и 1 приватен. И втората компонента која е интеграцијата, значи ние сме работиле активно за да промовираме интеграција и да создаваме едно кохезивно општество во нашата држава, да имаме поголема интеграција регионално и интеграцијата во НАТО алијансата. Значи останува само интеграцијата во Европската унија, која што имаме надеж дека ќе се реализира. И додека, значи, ги заокруживме сите овие компоненти или цели, се ориентираме кон животот, кон подобар живот за сите граѓани, бидејќи сметаме дека зелената агенда е иднината на животот, всушност. Меѓутоа, ова... Тоа е европска опција, така. И тоа, да. Така, Ајдари, ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и на вас. Студиова беше нашиот разговор со пратеничката од редовите на ДУИ, Рина Ајдари.